И добро утро на сите и добре дојдовте во уште едно видео во кое што патуваме со тажето. Ова е всушност вториот ден од моето дводневно викенд патување до Саранда. Хостелот кој го видовте во претходниот дел кошташе 16 евра. Беше многу среден, многу, да речам, чист, убаво дотеран. Имаше тераса со поглед на цел град. Единствена мана беше тоа што кога излегував на враќање беше многу стрмно за искачување и беше заморно, а тоа јас го направив два пати и двата пати ги сгрешав уличината, бидејќи по едни скали низ тесни слегував и морав наново да се враќам, но што е тоа е. Денес ќе возиме, одиме кон едно место викано Сино око, многу баво место, а оттаму влегуваме Грција, буквално ќе возиме покрај границата со Албанија, низ еден пат кој го немам возено до сега, и ќе излезиме некаде кај Костур. И од Костур кон Лерин и стигнуваме во Битола. Сношти начисто времено стигнав со еден германец со точак тој патува и бил Истанбул, завртил Грција, наваму сега бегал, Македонија, од кај си ме праша, му реков од Македонија и ми рече не велиш Северна Македонија, му реков не вела ми тешко дека некој ќе ти касно ги пушташ и ми вика не велиш Северна, велиш Македонија и му викам да, никој нема така да ти речи. А сега одиме да излезиме од Саранда. Тука одиме десно. Барем тоа успеав, така успеав да запамтам од тоа што го видов на Google Maps, бидејќи гледате не користам GPS. Ако треба ќе прашам некој. Тука десно има некоја, како река, како езерце, има дрва внатре, интересно е многу. Овде има некоја редица, гледам кози на патот, значи до тоа е веројатно редицата. А иначе денес сато колку е сега е 10 без 5, 9,5 негде тргнав. Не се брзам многу, пошто немам многу километри денес за возење, така да немам причина, немам потреба да се брзам. 5 сати без паузи возење, со се паузи, колку ќе ми дојде, 6,5 сати негде. Сега не знам кај Сино око колку ќе се задржам. Ако се задржам таму малку поќе, може и до домот, не знам. 7,5 сати може би да ме фати. Возиме овде одма до како реката што излегува од Сино око и не знам на камера колку се гледа, меѓутоа е стакло, а оддолу дното се гледа како зелено. Стигнуваме на местото каде што е Сино око и луѓе, не мислев дека ќе има вака гушви и толку коли ќе врие. Многу, многу, многу. Се плаќа и паркинг логично, нормално. Човекот ми рече да продолжам натаму, има пат, гледам издавата накакви електрични моторчиња. Коли може не пуштат, не знам, пошто беше со палка човекот. Ама изгледа дека су мотор. Еве и комбе има една на кривина застанат. Ао, паркира. Да видиме кај ќе стигнеме. Иначе се оди пешки околу езерото и мислам дека пешки се оди до таму, само кај да паркирам. Hello? By motor и by open. What? By motor и by open. Motor? If I give you another 5, we go with
With motor? Motor 10 euro. 10 euro. Okay. 10 евра за со моторот, не го разбрав многу човекот, бидејќи имам каци га имам онакви вуши, но мислам дека ме праша дали со мојот мотор ќе сакам да возам, дали со друг мотор. И 10 евра кошташ, иначе слушнавте, меѓутоа еднаш доаѓам тука, мислам дека вреди да се дадат тие пари. Што не е мала сума воопшто, но тоа што најмалку ми се допадна е што, за жал како и на многу места во Албанија, кусур ми врате дел во леки, дел во евра. И сега јас му дадов 50 евра, ми даде 2000 леки, тоа се 20 евра. А јас сега ќе излегувам од Грција, дури и да турам бензин нема да ми собери, бидејќи тури вчера, нема да ми собери за 2000 леки. Така да, освен ако најдам менувачни за да ги сменам негде попат, ќе си ги земам со мене за некоја наредна прилика. А тука гледате сега дека има пешачка зона, пешачка и за мотори, логично де коли што не пуштат, бидејќи не е доволно широко за да се разминат две коли. А сега одиме, сме фактички околу езерото и мислам дека одиме кон тоа синооко, кое што мислам дека е извор. Гледам овде издаваат и кајаци, така да можете да си земите и кајак и по езерото да веслаате, да речам. Луѓето сите печачат, меѓутоа среќен сум што си платив карта за со моторот, бидејќи на ова жештина со опрема дефинитивно не ми се печачи толку многу. Не изгледа како да е малце. Ао, има и кола една. Изненаден сум. Многу луѓе гледате тоа објаснува зошто имаше толку многу коли на паркингот. Не мислев искрено дека од толку рано ќе дојдат да се капат. Ако воопшто идат за да се капат. Вајде не требаше. За синооко требаше порано да завртам назад и сега треба да се вратам. Само кај да направам полукружно завртување. И каде воопшто да паркирам, таму ќе паркирам. И овде наваму можам и да попешачам. Тука треба лево. Thank you. Тоа беше изворот Синооко, имаше премногу луѓе, но беше преубаво едноставно, но тоа што имаше премногу луѓе не беше баш убава работа. Имаше едно место како мост директно над изворот Синооко, се гледаше самото Синооко да речам, но премногу луѓе имаше и не стигнав до тоа место да го видам одгор изворот, но сепак се околу беше прекрасно, водата чиста и доста потсеќаше на изворите на реката Црн Дрим кај Свети Наум. А сега тука веќе се упатувам јас кон границата помеѓу Албанија и помеѓу Грција и со целот таму да се упатам кон Битола. Овде сега завртуваме десно, а се наоѓаме на само 10-15 км од границата со Грција. И тука имаше малце возење право на отворено и веќе тука стигнав на границата каде што имаше неколку колони и одеше многу бавно. Чекав тука, беше доста жешко и колоната се движеше бавно, после испадна дека некој проблем имаше
ја поминав албанската граница и сега еве стигнав на грчката страна и тука имаше само еден шалтер работеше, имаше многу долга колона, но потоа пуштија 2 шалтери и се забрза малку работата. А тука веќе добре дојдов во Грција, влегов во Грција. Во Грција сега пред Јанина некаде, ќе завртам лево и тука веќе возам, се уште немам започнато кон еден убав пат, но сега тука завртувам лево, наместо додам десно за Јанина, јас вртам лево кон Костур и тука веќе започнувам со возење на еден доста добар и интересен пат со благи и долги кривини, кој што препорачувам да го возите. Буквално патот се движи покрај границата помеѓу Грција и помеѓу Албанија. Колку повеќе возев, сценаријата, едноставно природата, погледите, стануваа се подобри и подобри. Од левата страна гледате едно празно речно корито, тоа е всушност речното корито на реката Бистрица, која што е една од најголемите реки во Грција. На реката Бистрица има брана која што се вика Витивјанско езеро, за кое што имам посебно видео направено пролетта, кое што можете да го погледнете на каналот. Коли тука сообраќај немаше многу, едноставно немаше никаков застој, се возеше и побрзо. А ова е коритото на реката Бистрица. Можете да забележите дека коритото е огромно, а има многу малку вода. Всушност тука негде во близина извира реката Бистрица и веројатно заради тоа сега има малку вода, но можеби заради тоа што е веќе крај на летото. Веројатно на пролет, поради топењето на снеговите и слично, има многу повеќе вода. Тука сега завртуваме лево. Има и знак на кој ви вели дека право е Кожан и лево е Костур. Ние одиме кон Костур лево, а право верувам дека исто така продолжуваше убавината на патот, но и ваму каде што јас завртив лево не беше воопшто лошо. Малце сообраќај, многу добар расвод, возење низ природа, низ шума, времето свежичко, идеално за возење. Едноставно беше буквално само да се опуштите и да уживате во прекрасната сцена, во прекрасната природа и во едно одлично возење.
Во далечините го гледате градчето Нестердам, може би и Нострадам се вика. Многу наликува на Крушево, едно мало градче кое што се наоѓа на само 10 километри од градот Костур. Поминуваме покрај него и се упатуваме кон градот Костур, со тоа што пред самиот град Костур поминуваме низ селото Тиквени. Ова е всушност дел од патот помеѓу селото Тиквени и Нестердам. А тука сега веќе сме во селото Тиквени. Од селото Тиквени се упатуваме кон Костур. Во Костур нема да влезиме, туку веднаш пред Костур се приклучуваме на автопатот кој води од Костур кон границата помеѓу Грција и Албанија. И тука возиме многу малку на автопат, некои 5-6 километри, и толку дали имаше знак прашалник, од каде што потоа ќе се исклучам за патот кој врви низ селото Писодери и покрај скијачкиот центар Вигла, познат и како патот на Вигла. Тука веќе имаше, кога врвев и низ Вигла, тука се исклучувам од автопатот, а тука веќе кога врвев низ Вигла, малце потаму имаше вода на патот, асфалтот беше на места влажен, така да тука имаше знаци дека имаше врнато. Овој пат го има во всушност премногу мои видеа, така да можете подетално да го видите и во некои други видеа. Еден прекрасен пат, исто така со малце сообраќај, возење низ шума, интересни, благи и долги кривини, буквално за уживање со мотор. И е всушност патот што ги поврзува Костур, градот Костур и градот Лерин. Еве тука гледате е воден асфалтот. А тука сега се упатувам кон Лерин и од Лерин веќе кон Битола да се спремам за вечерта за нагроздоберот во Кавадарци. Каде што патем си поминав не баш најдобро, бидејќи имаше премногу гуџви едно друго, но што е тоа е. Тука сакам да ви се заблагодарам што гледавте ова видео. Доколку ви се допадна, притиснете лайк, и доколку веќе немате, притиснете на дугмето subscribe со цел да бидете известени кога ќе објавам некое следно видео. А до тогаш останете поздравени и чувајте се.